Народната банка на Република Македонија и активностите на оваа наша институција се следни. Според одредени анализи годинава сајбер нападите или кибернападите ќе ја чинат глобалната економија 9,5 трилиони американски долари, а во наредните 2 години загубата би се зголемувала со стапка на раст од околу 15%. И ова ги натера и нашите одговорни лица и институции за ова да преземат чекори и активности. Ова утро гостин во Македонија наутро е Горан Јанковски, главен супервизор за информативните системи на НБРМ. Добро утро. Добро утро. Да, претрчавме преку најавата. Активностите на Народната банка за заштита на информативните системи на банките. Народната банка одговара за сето она што се случува нели во таа сфера, во тој простор. Да, точно. Ви благодарам за поканата на емисијата и ме честитам добро утро на сите граѓани кои следат оваа емисија. И посакувам и добро утро на нашите колеги од Народна банка и од банкарскиот систем да си продолжат да си ја вршат својата добра работа во континуитет. Народна банка наредната година ќе слави 20 години од првата регулатива која издаде на ова подрачје, односно на безбедност на информативните системи на банките. Значи, веќе 20 години континуирано работиме на подигнување на безбедноста на информативните системи на банките. Така да, пред овој настан кој го имавме во претходната недела, во средата, беше само подигнување на свесноста и разговор со банките, бидејќи банките се многу подлежни, односно први се подлегнува на таа процес на дигитална трансформација, каде се повеќе имаме нови системи, нови иновативни системи, пред се од дигиталната сфера, значи они се предвесници на дигитализацијата, и при тоа имаме имплементација на некои нови системи кои банките треба внимателно да го следат овој тренд, бидејќи да не се створи огромен јаз помеѓу имплементацијата на новите системи и ризиците кои овие системи ги носат, а од друга страна, значи, имаме населението кое не може веќе да ги прати имплементацијата на новите системи. Новите системи се секако поедноставни, поефикасни, пооперативни, поштедливи за банката од една страна, меѓутоа сепак потребно е подигнување на свесноста, подигнување на населението за кои се точно бенефитите и кои се негативните страни од аспект на имплементацијата на новата технологија. Само како информација може да информирам дека во рамките на Народна банка пред 2 години се оформи посебна дирекција, Канцеларија за супервизија на информативниот систем во секторот на супервизија. Со ова организациона единица практично Народна банка врши супервизија, значи надзор над информативните системи на банките, вршиме инспекцијски надзор над информативните системи, изрекуваме препораки, мерки за подобрување на тие информативни системи. Дополнително, доколку оцениме дека има некои ризични настани во рамките на банката, се издаваат препораки, тие препораки се следат и крајно, значи, на секој 4 години, што можел да истакнам, Народна банка ја ажурира својата регулатива на подрачјето на информативната безбедност. Последно ажурирање на регулативата имавме во 2018 година, меѓутоа сега пост-ковид кризата не натера да размислиме, бидејќи концептот на банките се видоизмени. Тој принцип на работа од дома, работа од било каде, воведе и нови ризици и од тој аспект Народна банка во текот на оваа година ќе изврши ажурирање исто на својата регулатива во поглед на безбедноста на информативните системи и соодветно ќе направи промени во однос на некои регулативи кои планираме или политики да ги имплементираме. Споменавте дека банките се меѓу првите кои што воведуваат дигитализација или идат напред во чекор со дигиталното време, меѓутоа банките се воедно и првите кои што се на удар. Така што според некои анализи се наведува и се проценува дека на дневна основа има повеќе од 2200 напади, односно еден напад на секој 39 секунди, додека финансиската индустрија традиционално е прва
на листата на бројот на сајбер нападите, особено во услови на зголемени геополитички тензии и неизвестност, време и регион во какве што и ние живееме тука. Кои се ризиците поврзани со примената на новите дигитални технологии во банкарскиот сектор? Пред се, значи, овие сајбер ризиците ни се доминантни во финансискиот свет. Порано, ако беше кредитниот ризик, оно што беше главниот ризик, како доаѓа процесот на дигитална трансформација, се повеќе или тој принцип на финансиска стабилност, сега го сретнуваме се повеќе по меѓународните трибини, го сретнуваме зборот дигитална отпорност. Што значи банките треба да бидат отпорни во дигиталниот свет, затоа што се повеќе производи, продукти се наоѓаат веќе на тој дигитален простор или дигитален свет. Значи, тука доминантен ризик е стане сајбер ризикот, меѓутоа има и други дополнителни ризици кои се поврзани со тој сајбер ризик, а се поврзани, пример, ако некој ви преземе вашата платежна сметка, во суштина може и да врши перење пари. Значи, од далечина. Тоа значи дека имаме и дополнителни ризици поврзани со... Зашто одговара корисникот? Зашто одговара корисникот и зашто он треба да биде свесен дека доколку ја открие на некој начин својата корисничко име и лозинка на некое трето лице, тоа трето лице може да му ја злоупотреби таа сметка. Значи, тој е ризикот од перење пари. Дополнително имаме ризици поврзани со заштита на чувствителните личните податоци на корисникот, кој понатака секако има друг вектор на кој може да се злоупотребат во делот на генерирање на платежни, иницирање на платежни трансакции кои не се авторизирани од страна на корисникот. Тоа што го спомнавте околу процентите, секако, значи, финансиската индустрија е една од првите на мета, затоа што тука имаме финансиска материјална корис од страна на криминалците, директна финансиска корис. Брз ќар. Така да, тој ќар еве се проценува на 9,5 трилиони, меѓутоа исто, значи, на сите, тешко е да се процени на генерално ниво. Ситуацијата во Македонија воопшто не е налик на тие бројки од 9,5 трилиони. Кај нас нападите не се од тој размер, значи многу пониска е таа материјална материјална вредност. Меѓутоа битна е... Секој денар е битен на крајот на денот. Да. Секако, секој денар е битен. Не треба да заборавиме дека криминалците користат напредни, значи они користат исто нови технологии за да ги нападнат нови неадминистративни начини на комуникација. Кај нас одбраната реално, и ако имаме координација меѓу повеќе институции, најчесто е административен простор каде што ние испраќаме писма или разменуваме информации меѓу нив. Криминалците се доста поефикасни и во користењето и во интерната комуникација како групи. Да, се вели дека како што системите за заштита стануваат се поефикасни и понапредни, така и злонамерените субјекти ги унапредуваат своите напади, во последно време вклучувајќи и вештачката интелигенција која што е создадена на човекот да му донесе добро, меѓутоа сме под закана да ни донесе и лошо. Сега тука мора да маневрираме. Што треба корисниците на банкарските дигитални услуги да направат за да се заштитат од овие сајбер напади и што треба да направат за безбедно купување и плаќање на интернет? Многу е широка темата за тоа време што ги имаме, меѓутоа еве накратко, имаме се повеќе системи за вештачка интелигенција имплементирано по банките. Таа вештачка интелигенција е интелигенција колку што ние паметно ќе ја научиме. Значи, концептот е дека во банките имаме имплементирано системи за вештачка интелигенција за различни намени. Една од намените е секако и заштитата на и така наречени измами. Значи, еве како например, сите банки имаат системи, значи кои се имплементирани на бек офис, односно на позадинската страна на информативните системи, кои анализираат платежна шема, односно може да детектираат дека некое плаќање не е вообичаено во однос на вашиот профил на плаќање и затоа невообичаено плаќање да детектираат аларм за некој во банката да евентуално да ве контактира. Тоа е само една од имплементациите на вештачката интелигенција, имаме на повеќе системи, меѓутоа овие системи се доста скапи, меѓутоа се паметни колку што банката ги тренира да бидат паметни. Од тој аспект ние имаме континуирано и разговор и дискусија, една од тие дискусии беше и оваа трибина, колку банките дозволуваат, односно
го има третманот на ризиците и во однос на овие системи, затоа што овие системи секој ден може да станат така наречени глупи, односно да почнат да халуцинираат. Тоа би било сосема опасно во делот на, да речеме, основната функција која би ја вршил тој систем алармирање во однос на невообичаени трансакции. Кон граѓаните кои секако се главни корисници на оваа емисија, би апелирал само во однос на заштитата на чувствителните податоци, да не наседнуваат, имаме активни кампањи токму во овој период, повторно преку СМС пораки, преку имейл, да не отвараат содржини, односно пораки кои не се наменети за нив и не ги очекуваат. Тоа секако со банките го имаме повеќе пати декларирано дека банките нема во ниеден момент да ви побараат информација за ажурирање на лични податоци или чувствителни податоци преку несоодветен канал. Така, да бидеме едноставно финансиски писмени, да се обидеме и дигитално писмени, да се обидеме да бидеме. Да, тоа е ново. 8 часа дојде точно, време е за вестите. Благодариме, кажавте дека е опширна тема, остануваме отворени да разговараме и понатаму. Почитувани Горан Јанковски беше тоа главен супервизор за информативните системи на Народната банка на Република Македонија.